ќе продолжиме со доделување на неповратни средства во висина од 10.000 евро за секој млад предприемач кој влегува во земјоделски бизнис, а е помлад од 40 години. За секој кој што почнува да се занимава со земјоделски бизнис. Имаме уште многу други проекти за земјоделците. Но сакам да ви спомнам дека во новата програма, освен многу проекти за земјоделие, планираме и многу проекти за вработување на невработените. Се планира да се вработат, односно да се отворат нови 70.000 работни места во Македонија во период од 4 години. Некој се вели, па може би тоа е нереално. Еве, јас ќе ви кажам вака. Во нашиот мандат од 2006 до сега отворивме нови 160.000 работни места, иако поминавме ни светската економска криза, па европската должничка криза, па оваа сега што беше криза политичка создадена од СДСМ, а само во последните 2,5 години, во време кога се создаде оваа политичка криза и во кој што хаос и деструкции живеевме создадени од СДСМ, само во овие 2,5 години се отворија 39.000 нови работни места. Што ли ќе беше да ја немаше оваа политичка криза? Па ако за 2,5 години се успеа да се отворат 39.000, значи речи си 40.000 нови работни места, тогаш е сосема реално дека во наредните 4 години во една помирна атмосфера ќе се отворат нови 70.000 работни места во Македонија. И она што е важно, важно е не само да поминат изборите и ВМРО да победи, а СДСМ да загуби. Важно е да заврши политичката криза. А таа политичка криза и политичка стабилност потоа, значи тоа завршување на политичката криза и доаѓањето на политичката стабилност потоа, зависи од една работа, а тоа е ВМРО ДПМН е да добие 63 пратеници во парламентот, за да не може никој понатаму да уценува Македонија и да не може никој понатаму да бара начини како да ја продолжи кризата во Македонија. Затоа е исклучително важно не само победа, туку убедлива, силна, масовна, за да испратиме порака до сите, не само од овие кај нас, од СДСМ, туку и до нивните сценаристи надвор, дека тука во Македонија живее мудар народ, кој знае да препознае, да биде трпелив, да си го чека моментот на гласање, како што е овој на 11 декември, и да даде силен, громогласен одговор на сите кои што имаат лоши планови со Македонија.